Струмичките тротоари се узурпирани од кафулиња и трговски продавници. Граѓани со силни реакции на апликацијата на Канал Виз граѓански новинар испратија фотографии во кои се гледа дека целиот простор на улиците во централното градско подрачје се зафатени со маси и друга опрема на угостителските и трговските објекти. Најкритично, како што велате, на улиците Ленинова, Младинска, Братство и Единство, но и на градското корзо. Граѓаните бараат општинската власт да реагира и комуналните инспектори почесто да вршат контроли. Во реакцијата до Канал Виз, граѓаните велат дека лица со попреченост морале да се движат по коловозните сообраќајни ленти, затоа што тротоарите се зафатени со маси и трговска стока. Градоначалникот Костадинов на еден од состаноците на локалниот совет за превенција рече дека ќе се реагира доколку некој трговски субјект го надминал одстапениот простор со дозвола на општината и узурпирал и друга јавна површина. Јас како градоначалник, општина Струмица има надлежности во делот на одобрение за користење на јавна површина. Таму јасно е утврдено колкава треба да биде квадратурата, која што може одреден правен субјект да ја користи, независно дали е угостителски, дали е друг правен субјект за продажба на своји производи, и соодветно се одредува цената годишна која што треба да ја плати заради користењето на јавната површина. Комуналните инспектори постојано се на терен и кога утврдуваат узурпирање или дополнително тоа што е одобрено од страна на општината, следуваат соодветни казни. Проблемот го сме запознаени, го решаваме во ОД, дополнително доколку има плюс узурпација на јавна површина, секако дека ќе биде составен дел од дневните редови на локалниот совет за превенција. Узурпацијата на јавниот простор е стар проблем за струмичани. Последните акции што ги спроведуваше полицијата и комуналните инспектори на тротоарите за отстранување на дивите продавачи имаа резултати.